Високите температури веќе се чувствуваат, а како возрастните, така и младите бараат спас од горештините. Пливањето, како рекреативна дисциплина, ја практикуваат се повеќе млади, но покрај пливање, во лето се практикуваат и други спортски активности, кои може да доведат до сериозни повреди и проблеми, ако телото не е загреано и подготвено. Во оваа ексклузив координација разговараме со специјалист доктор Ѓорги Зафировски, ортопед и травматолог при болницата Неуромедика. Дознајте ги најчестите повреди при рекреативно спортување, кои се симптомите и како правилно да се третираат повредите. Затоа, за да се бавиме со некој спорт, потребно е да се припремиме и да се заштитиме со некои превентивни мерки, да не дојде до повреди. Обично се повредуваат зглобовите, потоа лигаментите, тетивите, мускулите, а се кршат и коските, кои што значат сериозни повреди и кои што одземаат многу време за заздравување, за рехабилитација, а истовремено чинат многу скапо, чинат многу пари. Како може да се превенираат спортовите? За да се превенираат спортските повреди, потребно е пред да се отпочне со спортувањето, да се припремиме. Всушност, спортските повреди настануваат најчесто како резултат на незагреаност на партиципиентите во спортот и тогаш мускулатурата е олабавена, лигаментите се опуштени и многу лесно може да дојде до нивно повредување. Тоа повредување често е сврзано со создавање на отоци. Пациентите, тоест партиципиентите во спортот чувствуваат болки, ограничени движења, ги фаќа паника, не знаат што се случило со нивната повреда, затоа најдобро е при повредувањето да се јават на лекар, и тоа соодветен лекар кој што се бави, ако е повреден локомоторниот апарат, кај ортопедски хирург и травматолог, и он најдобро ќе одреди диагноза за што се работи, за каква повреда се работи, дали се работи за вообичаена повреда, каде што треба мирување, потоа подигање на повредениот екстремитет, ставање на мраз над повреденото место и давање некое средство против болките и средство за намалување на отокот. Денес, благодарејќи на регенеративната медицина, која еве се практикува и во нашата установа, во Неуромедика, постојат можности за многу побрзо заздравување. Тоа понекогаш беше привилегија само на врвните атлетичари, врвните спортисти, како што се Вуд, Надал, кои се третираа со регенеративни начини на лекување, тоа е со плазма обогатена со тромбоцити, во која има многу растечки фактори, многу заздравувачки фактори и доколку се даде таква плазма од неколку милилитри автогена плазма од крвта на повредените, тогаш заздравувањето настанува многу брзо, само со една апликација на плазма обогатена со тромбоцити, или тоа се повторува за 7 до 10 дена, така да после само период од 1 до 2 недели повредените при спортувањето може повторно да се вратат во секојдневниот живот и може повторно да спортуваат. За разлика од денес, кога регенеративната медицина не ги дава таквите можности,
во минатото лекувањето на спортските повреди траеше со месеци, па дури и години, а често спортистите и повредените веќе никогаш не можеа да се вратат на повторно спортување. Затоа е потребно да се превземат и пред спортувањето некои мерки, покрај загревањето да се земат и заштитни помагала, да речеме тие што возат мотори, да имаат заштитни кациги, тие што спортуваат фудбал или други некои спортови, треба да имаат заштитни цеваници за подколениците, потоа заштитни сокни за скочните зглобови, или заштитни стегачи за лакатните зглобови. На тој начин ќе се превенираат да не дојде до посериозни, потешки повреди кои може да значат и кршење на коските, исчашување на зглобовите и многу подолготрајни боледувања, оперативни интервенции. Денес сето тоа може со регенеративната медицина да се замени на многу побрз и поефикасен начин да дојде до санација на спортските повреди. Затоа им препорачувам на сите, особено на младите, на учениците, на студентите, на работниците кои се во периодот на најголема работна способност или на повозрастните особи, пред да отпочнат со спортување, да се припремат со едно загревање, да се снабдат со заштитните средства. Да речеме, ако планинарат, треба да имаат специјална опрема за планинарење, за да не дојде до некои посериозни повреди и на тој начин повредите ќе се намалат, а последиците од повредите исто така ќе бидат со многу послаби ефекти и заздравувањето ќе биде многу побрзо.